Превозниците не отстапуваат. Трет ден ги блокираат премените, барајќи да се тргне правилото за ограничен престој во земјите од Шенген зоната. Во регионот веќе се чувствуваат последиците. Залихите на деривати во Црнагора се при крај, алармираат тамошните власти, не исклучувајќи ситуација на недостаток од гориво, ако блокадите продолжат подолго време. Кај нас досега нема најави за недостаток на нафтени деривати, опрема или репроматеријали. Од Макам Транс вела дека навреме ги известиле клучните институции за должината на блокадите. Од Сојузот на Стопанската комора изјавија дека засега ситуацијата е под контрола, се работи за краток период, но ако продолжат блокадите, меѓу најпогодените ќе бидат индустриските зони. Посебно се одзивиле извозот од тир зоните, бидејќи они целосно работат. Дали треба да извезуваат, како и компаниите кои што се зависни од увозни компоненти, бидејќи им се намали производството, односно може да некој воопшто нема да може да произведуваат. Тие што имаат увозни компоненти и поради транспортот не може да дојдат до тие увозни компоненти, а им се потребни во производниот процес. Од Тир само Кусо не информира дека сите компании во зоните се навреме информирани за блокадите, а деновиве никоја од нив не се пожалила на застој во работата. Од Министерството за енергетика пак за телевизија 24 вела дека нема недостиг на деривати. Нашите информации говорат дека деривати има во доволен број. Ако продолжат блокадите и се јави недостиг на гориво, може да се пристапи на разговори со нафтените компании да ги користат државните резерви на нафта. Но се надеваме дека нема да дојде до таква состојба и проблемот со превозниците ќе биде решен. Дел од медиумите од регионот пишуваат дека утре Европската унија ќе го отвори прашањето за долгорочен престој во Шенген зоната. Српски бизнис Блиц објави дека во работен документ на Европската комисија за развој на нова визна стратегија на Европската унија, а во кој има увид, се планира да се започне стратешка дискусија за исклучост од правилото 90-180. Во документот се наведува дека е потребно да се разгледа престој во Шенген зоната подолго од вкупно 90 дена, под услов да не се надмина 90 дена во поединечна земја членка, односно да се направи исклучок, објави Бизнис Блиц. Од Европската комисија официјално на првиот ден од блокадите посочија дека прашањето со превозниците ќе се разгледува во рамки на новата визна стратегија, но без детали дали се предвидува суспензија или одложување на системот.